Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте овој пат во нови 90 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Се празнуваше Илинден во Тетово. Илинден е голем светелник, отворена манифестацијата 10 дена Крушевска република. Прогласувам мораториум на разговори кои создаваат тензија и ги злоупотребуваат етничките прашања, вели премиерот Мицковски. И покрај критиките вреди не попушта. Албанска академија на науки и уметности мора да има. Умре времето кога македонската дипломатија само се извинуваше. Муцунски не наседнува на провокациите, мирно ќе го расчисти инцидентот со косовската председателка на аеродромот Скопје. А на самиот почеток да го проследиме илинденското послание на архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Илинденско послание на архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Возлюбени празникољупци, денес Светата Црква молитвено и со свештен трепет го празнува споменот на светиот пророк Илија. Тој е еден од најнеобичните луѓе кои што некогаш живееле на земјата и е еден од најзначајните пророци во Стариот Завет. Но тој се јавил како сведок Христов и во Новиот Завет при неговото славно преображение, кога на гората Тавор се појавил заедно со Мојсей, посведочувајќи дека Христос е оној за кого говореле и пророкувале сите пророци. Светата Црква го воспева денешниот славеник, наречувајќи го втор претеча на Христовото доаѓање. Тоа е потврда на неговата непоколеблива вера и е откровение за Црквата Христова. Тоа е единствената причина зошто овој чудесен и свет човек, без да вкуси смрт, бил вознесен на небесата. Само човек како него, кој со својата пламена љубов кон Бога ги спалил сите страсти во своето срце и кој станал чувар на вистинската вера, можел да се издигне во пророк Божи и во ревносен искоренител на идеопоклонството. Тој сиот бил оган од самото негово раѓање, бидејќи со оган бил хранет и повиван од ангели Божи според видението на татко му. Поради својот возвишен и молитвен живот, тој и мртви воскреснувал, и храна умножувал, и небото го затворал, и дожд измолувал. Возлюбени во Господа, сведоштвото на свети Илија е неопходно и во нашите дни. Живееме во противбожни времиња во кои се помалку има место за единствениот вистински Бог, кој заради нас се вплоти и стана човек. А светот кој го отфрли и го распна, еве и во 21 столетие упорно избира да остане антихристијански, да биде свет во кој непријателот на нашето спасение продолжува да измислува лажни богови на кои многумина и меѓу нас тргнале да им се поклонат. Но исто така со радост гледаме и му благодариме на Бога затоа што тој и во наши дни изнедрува вистински своји слуги кои не коленичат пред современите непријатели на Бога. Па кој е призивот на современите христијани ако не оној што светите Божји пророци го живееле? Богоугоден христијански живот не е само да се проповеда единствениот вистински Бог, туку и да се сведочи со сопствениот живот, со срдечна љубов и кон него и кон секој човек, па дури и кон непријателите. Возлюбени потомци на славните илинденци, нашиот народ во својата историја има блескави примери на вистински поддржаватели на релевантноста на светиот пророк Илија. Ние сме синови и ќерки на славните илинденци, на луѓе кои, како и нивните предци, знаеле како да живеат христијански.
Тие знаеле да поднесуваат страдања и да не се откажуваат од своето најсвето, со што земале учество во спасителниот крст Христов. Исто така знаели и да умираат достоинствено, свесни дека нема поголема љубов од онаа да ја положиш душата за ближниот свој. Какво место имале Богочовекот Христос и мајката Црква во нивните животи, ни говори и тоа што по цели 5 века на тешко робство ја сочувале верата, не заборавајќи кои се и не одрекувајќи се од најголемиот дар, со кој Бог го обдарил човекот слободата. Тие биле свесни дека скапо сме платени и дека не треба да стануваме робови на луѓе. Свесност која денес нам, современите македонци, насушно ни е потребна. Илинденското востание, вклучително и неговиот краен исход, кој всушност е восход кон Бога, е залог да постоиме како народ со своја држава, затоа што храбрите и боголюбиви илинденци знаеле дека нашиот опстанок како народ и во времето и во вечноста не зависи од нас, туку исклучиво од помислата и милоста Божја. Знаејќи пак дека неправдата никогаш не може да биде посилна од правдата, ниту робството може да се спореди со слободата, нашиот народ одлучил на Илинден во 1903 година да крене востание не плашејќи се пред далеку побројниот и понаоружан поробител. Токму поради таа нивна жртва, проникната од нивниот копнеш за слобода и независна Македонија, нашиот народ ги пожнеа плодовите на вториот, Асномски Илинден во 1944 година, стекнувајќи ја својата држава. За на третиот Илинден, 1991 година, Македонија да стане независна и суверена. Возлюбени родолюбци, секое поколение треба да го носи своето бреме, но за нас, наследниците на славните илинденци, тоа благословено бреме не е ништо друго туку крстот Христов, кој за оние што гинат е безумство, но за нас кои се спасуваме е сила Божја. Затоа да застанеме смерно, да стоиме добро и со свештен трепет да внимаваме од животот Божи да не отпаднеме, поведувајќи се по некакви нови проповеди за нова слобода, кон која не повикуваат новите погубни идеологии кои водат од родување од се и се што, за да заборавиме дека сме род негов, народ избран, царско свештенство. Не поведувајќи се кон други божества да ги чуваме и да ги воспитуваме нашите деца во црквата Христова, затоа што единствено во неа ќе го препознаат вистинскиот Бог и само така и само тогаш нашиот народ ќе продолжи да го чува и да го носи благословот Божи. Возлюбени чеда на мајката Македонска црква, нашето поколение македонци е исправено пред современи предизвици, но има и света должност да обстои според начелата на нашите славни и во Бога бесмртни илинденци. Слободата во која се родивме и која живееме, татковината наша Македонија, љубената ни Охридска архиепископија, возобновена во лицето на Македонската православна црква, почиваат на себе принесувачката и саможртвена љубов и на исповедничката и маченичка крв на нашите предци. Молитвениот спомен на денешниот ден за сите нив е наш молитвен придонес пред Бога, за нивните души да ги наследи и да ги утеши во својот покој. Исто така се молиме и нас да не утврди по патот по кој тие чекореа, по патот што води во живот вечен и во заедничарење со нив во светата литургија, која е реална средба со воскреснатиот Христов и со сите оние кои во него починале со надеж на воскресение и вечен живот. Само ако така живееме свесни дека ќе треба пред Бога да дадеме и ние со Божја помош, ќе останеме свои на своето, па наследните поколенија македонци ќе им го предадеме сето тоа за кое што илинденските јунаци се бореа и за кое што се жртвуваа, а нам во аманет ни оставија. По молитвите на светиот пророк Илија, нека им е вечен споменот на сите кои се бореа за нашата национална и духовна победа. Бог да ги благослови и да ги сочува до крај на вековите, нашата татковина Македонија и мајката Македонската православна црква.
patrioti, da vi kažem slovo to, na Đurđovden bev zatvoren, crni temni zandali, na Đurđovden bev zatvoren, crni temni zandali. Vozam dani bev zatvoren, od prokleti špijuni, od prokleti te špijuni, nerazbrani krvnici, od prokleti te špijuni, nerazbrani krvnici. Ah, nemojte me mačite, ja sum nevin kako cvet, sum se borel za sloboda, za čovečki pravdini. Se borel za sloboda, za čovečki pravdini. Ah, da znaje moj ta majka, grobo da mi iskopa, grobo da mi go iskopa, sprema jasno to sonce. I na grobota napiše, tu počiva mačenik, tu počiva Aleksandro, Karađule Ohridski. Počiva Aleksandro, Karađule Ohridski.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Песни се испеани за јунаштвата, за предавствата. Уште народе не си разбуден, те замолчиле, те затаиле. Расти високо, дрво рисјанско, ќе те полева, крв македонска, славно минато, ќе не сочува, корен најдлабок, пак ќе потера. Расти високо, дрво рисјанско, ќе те полева, крв македонска, славно минато, ќе не сочува, корен најдлабок, пак ќе потера. Расти високо,
Во организација на Сојузот на борците од Тетово пред споменикот на револуцијата на пригоден начин се одбележаа 121 година од Илинденското востание и 81 годишнина од првото заседание на АСНОМ. Во пригоден реферат кој беше прочитан пред присутните беше нагласено значењето на двата Илиндени за македонскиот народ и за неговата самобитност. Востанијата и револуциите што ги обележуваат големите пресврти во животот на народите остануваат во историјата не како наследство и гибел, туку како пораки на желбите, како намери и идеи. На 2 август 1903 година бијат камбаните во Крушево, градот избраник. Бијат точно на полноќ спроти Илинден и го објавуваат отпочнувањето на востанието. Во Крушево се вее црвеното знаме со најпознатата аксиома «Слобода или смрт». 38 години подоцна македонскиот народ повторно се наоѓа во огнот на фашистичкиот оган. На 2 август се одржува првото заседание на АСНОМ во манастирот Прохор Пчински. Тоа представува државно конституирање на македонскиот народ и народностите во Македонија во состав на Југословенската федерација. Македонскиот народ во заедничката народно-ослободителна борба ги остварува своите вековни стремежи и идеали, се вели меѓу другото во рефератот подготвен од професорката по историја Ружица Ристовска. Пред споменикот на револуцијата, делегации на Сојузот на борците, касарната во Тетово, секторот за внатрешни работи Тетово, политички партии и издруженија положија букети свежо цвеќе. И оваа година на одбележувањето на Илинден пак немаше представници на општина Тетово. Секој добро што сум сторил, лошо ми возвратил. И на секој добро што сум сторил, лошо ми возвратил. Суодолица ми е животот, сите години, празна улица She
бида, белим ми е устата. Дури сватив, дури мисла сменив, отиде и младоста. Дури сватив, дури мисла сменив, отиде и младоста. Суодолица ми е животот, сите години, празна улица е сонот мој, бледи спомени. Суодолица ми е животот, сите години, празна улица е сонот мој, бледи спомени. Суодолица ми е животот, сите години. Со подигнување на бајракот на Републиката, со символично испукување на црешовото топче и со читањето на Крушевскиот манифест на 1 август на Гумиње во Крушево, свечено беа отворени научно-културните средби 10 дена Крушевска Република, со што и започна чествувањето на големиот Илинден и 121 година од Илинденското востание и Крушевската Република. На чествувањето покрај повеќе гости присуствуваше и председателот на владата на Македонија Христијан Мицкоски. Потенцирајќи дека заедничкото живење на сите националности во Илинденското Крушево е пример за целокупно живење во Македонија, Крушевскиот градоначалник и председател на манифестацијата 10 дена Крушевска Република Томе Христовски нагласи дека Илинден е голем светилник што го покажува правецот кон сигурна иднина. Илинден е победа на сите кои движат напред. Денес живееме во држава втемелена на Крушевскиот манифест и манифестот на Асном. Идеите и вредностите запишани во овие безвременски документи од нашата историја денеска се реалност. Илинден е и ќе биде нашата сила за светла европска иднина на сите граѓани на Македонија. Историјата ги памети тие што се издигнуваат, превземаат, му даваат сила на својот глас и се решени да донесат одлуки. Тие пишуваат историја, историјата ги запишува нив. Илинден е символ за нашата слобода и човечки правдини, рече Христоски во отворањето на манифестацијата. Според министерот за култура и туризам Зоран Љутков во пресрет на Илинден, повторно му кажуваме на светот дека Македонија не беше и нема да биде јалова грудка за да ја подкршува кој најде и кој ќе стигне. Денеска на страниците на светлото паметење со гордост запишуваме дека пред 121 година и пред точно 80 години ние ги избравме и ги испративме најдобрите синови први да ги огрее сонцето на слободата. Хероите од Мечкин камен и Слива ни покажуваат како се чува слободата, тој најскап идеал на човекот, а ние сме онаа генерација на која и е оставен аманетот со убавината на собствената култура и традиција, да ги дочуваме својот идентитет и вековна посебност како скапоцен влог во мозаикот на светската цивилизација, рече Љутков. Да се зборува за Крушево значи да се зборува за собствената историја, традиција и култура, за град музеј кој изобилува со историски зданија како одек на минатото и потврда на непроценливото културно наследство на нашата држава. Силно верувам дека предвидената програма на манифестацијата 10 дена Крушевска Република ќе биде нов културен светилник на Балканот, за кој долго ќе се зборува и по кој светот ќе не препознава, како град и земја, што задолжително и со восхит треба да бидат посетени, нагласи министерот за култура и туризам Зоран Љутков, со што ја прогласи за отворена сега веќе традиционалната национална манифестација 10 дена Крушевска Република.
Oceni me sudbotivo očive, ajde da si kaže me pravo kade zgreših me. Odnesi me tamo kaj što pripajam, tamo kaj što porasla, sudbo da si ostaram. Lazaro pole, tamo najgore, slika uvaba, majko ena dušava, lična kalina, ejo damnina, kažna skazna majko stara mi napišala. Odnesi me sudbo kaj livadite, tamo kaj što mirisa silno na goro cveke. Naša ta sudbo kuća golema, tamo da si odmoram duša ej premorena. Lazaro pole, tamo najgore, slika uvaba, majko ena dušava, lična kalina, ejo damnina, kažna skazna majko stara mi napišala. Lazaro pole, tamo najgore, slika uvaba, majko ena dušava, lična kalina, ejo damnina, kažna skazna majko stara mi napišala. Kažna skazna majko stara mi napišala. Marketing. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер
и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Народе македонски, со какви идеи си ти, доста веќе разбуди се, свести се не спи ти. Доста веќе разбуди се, свести се не спи ти. Не знаеш кој си, што си, другите ме знајат. Страх голем е за тебе, сам да се не знаеш. Страх голем е за тебе, сам да се не знаеш. Изклаја жени деца во село Загоричани, а прета скело турски фаргајте оружјето. А прета скело турски фаргајте оружјето. Опинци добри носа, писјуни големи, фустани раскапани, празни патрони. Фустани раскапани, празни патрони. Каде е Караивано и дружината му, ме ласкара Вангелис, битола затворјето. Ме ласкара Вангелис, битола затворјето. Во врска со инцидентот на скопскиот аеродром каде вработен на турската државна компанија ТАВ,
не дозволил косовската председателка Вјоса Османи да мине без да ја биде проверен телефонот и чантата, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на Косово му порача дека жали за инцидентот, при тоа меѓу редови оставајќи можност дека за инцидентот виновно е обезбедувањето на косовската председателка и дел од обезбедувањето на спикерот Африм Гаши, кое сакало да се одмазди на вработен во ТАВ. Македонија и Косово одржуваат позитивни и конструктивни билатерални односи и соработка без отворени прашања и со искрени и континуиран диалог на сите нивоа и во сите области. Во наведениот контекст изразуваме жалење за недоразбирањата кои се случиле во текот на вчерашниот ден при патувањето на председателката на Косово Вјоса Османи на меѓународниот аеродром во Скопје. Напоменуваме дека од страна на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија на Република Македонија во врска со вчерашниот настан веќе се побарани информации од сите надлежни институции. Откако ќе биде направена соодветна анализа на прибраните податоци во непосредна соработка со Министерството за внатрешни работи, ќе бидат превземени сите потребни активности и мерки, а со основна цел во иднина да се избегнуваат вакви или слични појави и ситуации, пишува во реакцијата на Муцунски за случајот кој беше предизвикан од страна на Косово. Предходно Косово побара извинување од Муцунски и председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова. Доколку Косово по дипломатската реакција на Муцунски продолжи да прави случај од инцидентот во приватната турска компанија ТАВ на денот на најголемиот македонски национален празник, тогаш не е исклучено дека целта на официјална Приштина не е расчистување на случајот, туку свесно креирање на тензии со Македонија, коментираат западни дипломати за Експрес.мк. Според Министерството за внатрешни работи, додека косовската председателка поминувала на граничната контрола на меѓународниот аеродром Скопје, во моментот кога од неа било побарано да го остави телефонот за да помине низ скенер, едно лице од незиното обезбедување го оттргнало вработеното лице од ТАВ, за таа да помине без скениран телефон и рачен багаж. Иако вработениот бил оттргнат, сепак багажот бил вратен и поминал на скенер. Од компанијата ТАВ Македонија известуваат дека одделот за обезбедување, постапувајќи во рамките на своите овластувања, спровел стандардна безбедносна проверка на косовската председателка Вјоса Османи, како и на нејзиниот багаж на пунктот за безбедносна проверка во ВИП салонот со цел обезбедување на конкретниот комерцијален лет. Вчера пратеникот Беким Сали од коалицијата Вреди за инцидентот со косовската председателка Вјоса Османи на аеродромот во Скопје рече дека оваа крајно вознемирувачка случка е продолжување на проектот за радикализација на Демократската унија за интеграција.
без работа, милолюбе, без пари. Без работа, милолюбе, без пари. Параходот веќе пристигна, параходот веќе пристигна. Пари нема, милолюбе, да се качам. Пари нема, милолюбе, да се качам. Ако сакаш да си дојдам, ако сакаш да си дојдам, продај си го, милолюбе, герданчето. Продај си го, милолюбе, герданчето. Ако не стасат герданчето, ако не стасат герданчето, продај си го, милолюбе, елечето. Праќај пари, милолюбе, да си дојдам. Маркетинг, сонце од твоите руси, коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Падна јунак за троба во куќата на својот побратим. Добре дојде, тој му рече, види
вечер Господ рака да ти позлати. Седни тука, софра закити. Ей, юнак голем, како планина, запей песна, налей вино, да те памти вечно, сино. Јас ке одам конј да донесам. Запей песна, налей вино, да те памти вечно, сино. Јас ке одам конј да донесам. Проклети да се предавниците, својот народ што го продале, и во гробот штом ќе лежат тие пари да им тежат како казна Божја пресуда. Проклети да се предавниците, својот народ што го продале, пиреј да им расте в душа, усни да им гризе суша, светот да ви коме до века. Фатија за парче злато брат го предаде, ниту викна, ниту пукна, в лице брата тој го пукна и во ноќта црна замина. Ниту викна, ниту пукна, в лице брата тој го пукна и во ноќта црна замина. Проклети да се предавниците, својот народ што го продале, штом ќе лежат тие пари да им тежат како казна Божја пресуда. Проклети да се предавниците, својот народ што го продале, пиреј да им расте в душа, усни да им гризе суша, светот да ги коме до века. Како казна Божја пресуда. Тоа што ме загрижува доколку се погледне големата слика е што постојат елементи и субјекти во општеството кои континуирано на маса ставаат барања, кои создаваат конфликти и го напаѓаат единството. Во таа смисла, неодминливо е чувството дека на сите субјекти и политички чинители се подеднакво посветени на нашата татковина, односно во наративите, тие секогаш ќе ја почитуваат, но со делата кои ги ставаат на маса, тие го прават токму спротивното. Затоа претходно ви говорев за единството врз кое се градеше Крушевскиот манифест, кое денес се помалку го имаме, а е идеал за кој вреди секоја борба денес и затоа борбата мора да трае.
И ова е политички фолклор, иако во самата суштина мотивите за вакво однесување кон татковината се еднакви на тоа како да е туѓа, а тие истите се наоѓаат во лични интереси и лукративни цели, за жал кои се уште се присутни, изјави председателот на владата Христијан Мицковски на денешното чествување на големиот празник 2 август Илинден. Мицковски порача дека нема да води разговори за теми кои создаваат тензија и се злоупотребуваат етничките прашања и ги повика сите лидери, субјекти да разговараат за она што е вистински важно за сите граѓани, како што е економијата, владењето на правото, образованието, иновациите кои носат иднина. Смислуваат барања за да дојдат до власт која за нив значи привилегии, пари, трговски центри, империи, згради, имоти стекнати на грбот на народот. И тука сето тоа го плаќаат заедно и македонците, и албанците, и турците, и србите, и власите, и ромите, и бошњаците, и сите граѓани. И кога така се расфрлаат со барања со кои удираат по државата, треба да се свесни дека и јас како лидер можам и во суштина имам барања кои лесно можат да се извадат на маса, но дали тоа ќе ги реши суштинските проблеми на граѓаните? Дали тоа ќе донесе доверба едни кон други и дали тоа ќе обезбеди иднина за сите нас? А сите сме под едно исто небо и делиме иста заедничка судбина. Суштината не се политички барања што можат да се измислат, туку напорот да го направиме животот на граѓаните подобар. Не е поважно какво слово ќе има на парче хартија од тоа каков живот има во реалноста. Не е поважно од тоа каков закон ќе има, дали Липково, Желино, Тетово или Делчево имаат вода за пиење. И македонците, и албанците, и турците, и ромите, и србите, и власите, и бошњаците, и сите останати се вистински уморни од злоупотребата на нивните позиции и фактот што политичките елити градат кариери за нивниот грб, додека сите заедно делиме иста судбина. Затоа нема да водам разговор на теми кои создаваат тензија и се злоупотребуваат етничките прашања и ги повикувам сите партии, субјекти и лидери, ајде да зборуваме за она што е важно, а тоа е економијата, образованието и иновациите кои носат иднина. Ајде да зборуваме за повеќе пари за народот и економијата. Ајде да отвориме дебата за економијата и како да ги решиме проблемите на граѓаните. Подавам рака за решавање на проблеми, за конструктивни диалози и за предлози како до подобар живот. Подавам рака за економска, правична, чувствителна обнова на нашата заедничка Македонија. Еве ги слушам вашите предлози да обезбедиме единство за економска иднина, порача Мицковски. Премиерот Мицковски потенцираше дека владата има економска визија за развој на државата, за нови работни места, за создавање на подобар живот и сигурна иднина. Така ќе го градиме единството и ќе создаваме иднина за сите. Имаме економска визија за развиена Македонија. Доаѓа нова ера на развој и на нови работни места. Ова е само почеток на нашата економска преродба, а најдоброто допрва доаѓа. Нашата цел е да создадеме стабилна и просперитетна економија, која ќе им овозможи на сите наши граѓани подобар живот и сигурна иднина, истакна премиерот Мицковски. Сонцето наше надалеку гре, еј од вечни векови. Сонцето откуд леш со нас ке живе, браќа, сестри, македонци. Дурот искона, народ измачен, секаде по свет
sestri Makedonci. Bože slušnija, našta molitva, čuvajnija Makedonija. Kade i da sme, nejniče da sme, ordi naše zname, ke razveme. Kade i da sme, nejniče da sme, ordi naše zname, ke razveme. Sonce to naše nadaleku gre, ej od večni vekovi. Sonce to otkud leš, slovenske žive, braća, sestri Makedonci. Od dedo pradedo bajrak čuvale i na bajrak znak si turile. Sonce kutleško, gordost golema, da se znaje do kade Makedonija. Sonce kutleško, gordost golema, da se znaje do kade Makedonija. Sonce to naše nadaleku gre, ej od večni vekovi. Sonce to otkud leš, slovenske žive, braća, sestri Makedonci. Sonce to otkud leš, večno ke žive, braća, sestri Makedonci. Во претходниот прилог чувте кои се мислењата на премиерот Мицковски, но еве како размислуваат од коалицијата Вреди. Темата била чувствителна, но коалицијата Вреди не се откажува од идејата за паралелна Албанска академија на науки и уметности. На нов состанок на Вреди биле потврдени ставовите дека и покрај реакциите од македонската и албанската страна нема да се откажат од идејата за развивање на академијата. Пред состанокот најавиле дека решението ќе се барало заеднички во владата. И покрај се појасните спротивставени ставови во коалицијата за ваквата идеја, од Вреди велат дека коалицијата е стабилна. За премиерот Христијан Мицковски МАНУ е единствената институција што ја обединува научната мисла. Предлогот на Вреди го оцени како политички фолклор. Од МАНУ побараа да не бидат дел од дневно-политички препукувања, но испратија порака дека во сите досегашни состави на академијата имало и академици албанци, а во моментов и председателот е од албанска националност. Од МАНУ порачаа дека секаде во светот има само една академија и членови на МАНУ се припадници на македонскиот народ и на сите етнички заедници. Според образложението на Вреди, академијата во првата фаза ќе се финансира од општински буџети, а ќе има за цел поттикнување на научни истражувања.
ги бие и убие предавниците и душманите. Име што сака да ни промена, името наше многу вековно. Мила Македонио, од нив страдаш ти, од своите изроди македонски. Мила Македонио, од нив страдаш ти, од своите изроди македонски. Мила Македонио, од нив страдаш ти, од своите изроди И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, да ја проследиме приказната за Петар Пан. Ви посакувам убав ден. Во една мирна лондонска улица си живееше фамилијата Дарлинг. Таткото и мајката Дарлинг имаат 3 весели дечиња: Венди, Мајкл и Џон. Со нив живееше и еден бернардинец, детската дадилка Нана. За Нана и за децата најубав дел од денот беше времето пред спиење. Тогаш сите заедно се собираа во детската соба, а Венди кажуваше прекрасни приказни за Петар Пан. Петар Пан беше дете кое на својот 7-ми роден ден решило повеќе да не расте. Тој живееше во земјата Недоидија, полна со индијанци, сирени, самовили, но и со лоши гусари. Затоа, Џон и Мајкл во своите игри најмногу сакаа да ги играат убавите и опасни двобои помеѓу Петар Пан и неговиот вечен непријател гусарот капетан Кук. Но таткото Дарлинг не ги сакаше овие игри. Тој сметаше дека за тоа е крива Венди со своите приказни за Петар Пан. Време е Венди да порасне, велеше тој. Ова ти е последна вечер во детската соба, драга Венди. Таја ноќ, децата беа многу возбудени поради тоа. Кога Венди нема да спие во детската соба, веќе нема да има ни приказни за Петар Пан. А да биде уште полошо, таткото Дарлинг се налути и на Нана и одлучи дека децата се доволно големи за да спијат сами. Таја ноќ, мајката и таткото Дарлинг излегоја и ги оставија децата во своите постели, а Нана беше врзана во градината како чувар. Доцна во ноќта дојде Петар Пан. Долета потполно невидлив од земјата Недоидија. Само скришум за да ги слуша приказните на Венди. Но Нана го осети и ау, му ја одгриза сенката. Сенката на Петар Пан, сета уплашена, се протна низ прозорецот од детската соба и се сокри под еден од креветите. Петар Пан, заедно со Звончица, нечујно влегоја во детската соба, додека децата мирно спиеја и се обидуваа да ја најдат изгубената сенка. Во тој миг, Венди ги отвори очите и не можеше да верува во тоа што го гледаше. Петар Пан стоеше пред неа и со прстот на устата ѝ покажуваше да молчи. Околу неговата глава дзунеше Звончица, сета збунета од настанот. Петар Пан, деца! Петар Пан! Не можеше да додржи Венди и веднаш ги разбуди Џон и Мајкл. По неколку мига збунетост, Петар им стана голем пријател
И кога разбра дека Венди ќе мора да си оди од детската соба, тој веќе смисли план. Ќе те земам во земјата Недоидија да им кажуваш приказни на моите изгубени деца, рече Петар Пан, додека Венди повторно му ја зашивуваше сенката. Венди беше одушевена, но прифати да оди само ако дојдат и Мајкл и Џон. Тогаш Петар Пан мораше сите да ги научи да летаат, со помош на собствените среќни мисли и со помош на самовилската прашина на звончицата. Веднаш потоа, сите заедно полетаа низ прозорот од детската соба право кон земјата Недоидија, додека Нана во градината забрефтано лаеше. За тоа време, во Недоидија на пиратскиот брод, капетанот Кук, како и обично, го колнеше Петар Пан, затоа што Петар еднаш одамна во отворена борба му ја отсекол раката на гусарскиот капетан, така што овој наместо рака сега имаше кука. Одсечената рака Петар ја фрлил на крокодилот, кому таа многу му се допадна. Од тогаш крокодилот постојано се врткаше околу бродот, надевајки се дека еден ден ќе го изеде и целиот капетан. За среќа на гусарот, крокодилот голтнал еден часовник кој постојано тика така и кога и да се приближил, тој звук го поменувал капетанот Кук. Додека капетанот Кук така го колнеше својот млад пријател, се слушна извик од јарболот на бродот. Петар Пан на видик! Што? Каде? Викна Кук, шетајки со дурбинот по небото. И тогаш го здогледа Петар и децата како се одмараат на еден облак. Жими очите, тоа е навистина Петар Пан, викна Кук. Сите на палуба, спремете ги топовите, најпосле ќе го фатиме. Ох, Петре, земјата Недоидија е онаква каква што ја замислував дека ќе биде. Залив, сирени и се останато, зборуваше Венди, додека дум! Првото топовско ѓуле од гусарскиот брод профучи под нивните нозе. Внимавајте, викна Петар Пан. Звончице, однеси ја Венди со децата на островот, а јас ќе останам овде да го привлекувам вниманието на капетанот Кук. Самовилата Звончица полета најбрзо што можеше. Со своето палаво срце се надеваше дека децата нема да можат така брзо да летаат и дека ќе се изгубат. Но и беше љубоморна на Венди, затоа што сметаше дека таја му го освои срцето на Петар Пан. Леташе право низ џунглата. Скршна покрај едно старо и сушено дрво, слета на една отровна печурка, одскокна на сјајниот лист и шкрип ја отвори тајната врата во чворот на шупливото дрво. Бзз, 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 Звончица се слизна низ тунелот и застана на дното во една подземна одаја која беше тајната куќа на Петар Пан. Цин-цин, цин-цин, цин-цин звонеше таја, летајки од еден крај на друг. Сакаше да ги разбуди изгубените деца, кои така заспани изгледаа како крзнени топки. Најпосле тие почнаа да се будат и почнаа да мрморат. Што? Петар Пан ни порачува да ја собориме страшната птица Венди? Води не таму! Извикаа брзајки надвор. Кога се појави Венди со Мајкл и Џон, кои беа изморени од летот, изгубените деца веднаш почнаа да ги удираат со камења и стапови. Тогаш Венди почна да паѓа, затоа што сите нејзини среќни мисли исчезнаа, а без нив не може да се лета. Ура! Ја соборивме птицата Венди! Викна изгубените деца. Ура! Ја соборивме! А Венди паѓаше ли паѓаше?
Но во тој миг пристигна Петар Пан и успеа да ја фати. Кога виде дека децата се обиделе да ја соборат Венди, Петар налутено извика: „Јас, Петар Пан, ја доведов Венди на сите да ни биде мајка и да ни раскажува приказна. А вие? Затоа сега вие, деца, земете ги Џон и Мајкл и одете заедно да ловите индијанци, а јас и Венди ќе одиме да ги видиме сирените.“ Така Петар и Венди одлетаа, а децата одмаршираа во шумата. Насекаде околу нив имаше диви животни. Но затоа, што децата не се плашеа, ниедно не ги нападна додека минуваа низ шумата. „Прво, ќе ги опкориме индијанците“, одлучи Џон. „А потоа, ќе ги изненадиме.“ Планот на Џон беше одличен, но него го користеа индијанците. Тие се маскираа како дрвја и полека ги опколија децата и први ги изненадија. Брзо ги врзаа децата и едно по едно ги однесоа во своето село. „Немојте да се грижите, индијанците се наши пријатели“, велеа изгубените деца, но поглаварот изгледаше многу строго. Во меѓувреме, Венди и Петар на другата страна од островот ги посетија сирените. Додека разговараа со прекрасните сирени, Петар Пан одеднаш се стаписа. „Пст!“ Во близина поминуваше чамец од гусарскиот брод. Во него беше капетанот Кук и гусарскиот готвач Сми. Тие врзале за јаже принцезата Тигровиот Лилјан, черката на индијанскиот поглавар. „Ќе ја натераме да прозбори“, се смееше капетанот Кук. „Ако не ни каже каде живее Петар Пан, ќе ја врземе за карпата на смртта каде што ќе ја разнесат брановите.“ Принцезата беше многу горда и храбра и беше решена да не прозбори ни еден единствен збор. Петар и Венди, пратејќи ги, долетаа на карпата на смртта. Петар Пан се обиде, имитирајќи го гласот на капетан Кук, да го збуни готвачот Сми и да ја ослободи принцезата. Но капетанот Кук го откри и тогаш започна возбудлив двобој на карпата на која Тигровиот Лилјан седеше врзана, додека брановите се качуваа дури до незината глава. Додека Петар Пан водеше двобој со капетан Кук, Венди успеа да ја ослободи принцезата и сите заедно одлетаа во индијанското село. Кога поглаварот разбра што се случило, веднаш ги ослободи сите затвореници. Изгубените деца, Џон и Мајкл, повторно беа на слобода. Потоа следеше голема веселба. Сите деца, играјки, ги научија индијанските игри и песни, а Петар Пан стана почесен поглавар. Само Венди не се забавуваше. Таа веќе мислеше на својот дом. Но додека индијанската веселба беше во најголем ек, гусарот Сми успеа незабележан да дојде до грмушките. Тој со својата капа ја фати Звончица и ја одведе на гусарскиот брод. „О, господица Звончица“, рече Кук со мил глас. „Слушнав како Петар Пан се однесува со вас, откако дојде она Венди. Колку би било убаво кога би можеле да ја грабнеме и да ја донесеме на бродов, за да ја чисти палубата и да готви за гусарите. Звон! Звон!“ Звончица среќно задзвони на таа помисла. Но за жал, ние не знаеме каде е тајната куќа на Петар Пан и не можеме да ве ослободиме од Венди. „А ветувате ли дека на Петар Пан ништо нема да му сторите?“ запраша со звонлив глас. „Секако дека нема“, вети Кук. Тогаш таа на картата на земјата не дојдија и ми ја покажа патеката до скриеното засолниште на Петар Пан. „Благодарам, драга моја“, рече лошиот капетан Кук, ја заклучи во кафес и отиде да го фати Петар Пан.
Таја ноќ, во подземната куќа, Венди ги стави децата во постела и почна да им раскажува за нивната куќа и за нивната мајка. Децата почнаа да копнеат за дома и посакаа веднаш да се вратат. Иако Петар Пан се противеше, Венди, Џон и Мајкал решија да се вратат дома. Венди ги повика сите изгубени деца да им се придружат и за секогаш да живеат со фамилијата Дарлинг. Изгубените деца, понесени од приказната за куќата и мајката Дарлинг, се сложија. Само Петар не сакаше да појде со нив. Тој се сврте на другата страна кога Венди и децата му рекоа збогу и низ тунелот се качија на дрвото. Но во шумата во заседа чекаше капетан Кук со своите гусари. Како излегуваа децата, така гусарите еден по еден ги заробуваа. Последна излезе Венди, ја врзаа и нејзе и заедно со останатите деца ја однесоа на гусарскиот брод. Прокletство, мрмореше Кук. Повторно го нема Петар Пан. Но знам што ќе направам. Гусарите оставија една страшна бомба завиткана како подарок од Венди за Петар Пан. Се надеваа дека Петар Пан брзо ќе го најде подарокот бомба и така за секогаш ќе исчезне од земјата Недоидија. Кога Звончица ги виде заробените деца и падна многу тешко бидејќи знаеше дека самата е крива за тоа. Користејќи ја мешаницата, таја успеа да побегне и веднаш отлета да го побара Петар Пан. Гусарите ги собраа децата и им дадоа да одберат или да станат гусари, како нив, или да скокнат во морето. На децата повеќе им се допаѓаше да станат гусари и тие тоа и го одбраа. Само Венди одбиваше. Никогаш! Викна таја. Многу добро, рече Кук. Тогаш ти прва ќе скокнеш во морето, драга моја. И ја натера да се качи на палубата од која требаше да скокне во морето. Венди набргу стигна до крајот на палубата и скокна во морето. Настана тишина и сите чекаа да слушнат како таа ќе падне во морето, но ништо не се слушна. Одеднаш одекна познатата весела свирка. Тоа беше Петар Пан, кој стоеше високо на јарболот и Звончица успеала навребе да му јави, а тој во последен миг долета да ја спаси Венди. Овој пат капетану Кук претера, извика Петар Пан. Се спушти од високиот јарбол, спремен за двобој. Тогаш започна страшен двобој. Додека тие се бореа, Звончица ги ослободи врзаните деца. Ослободените деца почнаа да се борат со гусарите и еден по еден ги натераа да скокаат во морето. Тогаш Петар Пан успеа да го исфрли мечот на капетан Кук во морето, а капетанот Кук веднаш скокна по својот меч, но во морето го чекаше гладниот крокодил кој почна да го брка. Петар Пан ја превзеде командата над гусарскиот брод. Подигнете ги едрата, подигнете го сидрото, пловиме за Лондон, извика тој. Мајкал, Џон, весело викаше Венди, одиме дома, дома! И така, со помош на среќните мисли и самовилската прашина, гусарскиот брод полета. Леташе низ воздухот, се додека не стигна до прозорецот од детската соба во куќата на фамилијата Дарлинг. Кога стигна, изгубените деца решија да останат заедно со Петар Пан. Така Венди, Мајкал и Џон се поздравија со своите пријатели, а бродот на Петар Пан отплови низ воздухот, носејќи ги изгубените деца дома во земјата Недоидија
каде живеат и ден денес. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.